Добро, господине председавач, јас мислев ке реагирате кога господинот Ејуп Алими спомна лица кои што или политичари кои што не се присутни во салата. Тоа е поранешниот градоначалник Гоце Трајановски, но јас нема да му реплицирам во таа насока на господинот Алими, затоа што немам едноставно кредибилитет како пратеник на ВМРО ДПМН, затоа што и во 2009 и во 2013 Демократската унија за интеграција му даде подршка на господинот Гоце Трајановски, а за делата на Гоце Трајановски зборуваат скопјани, граѓаните на градот Скопје од било која етничка заедница, така да тука да спомнуваме политичари кои што не се присутни во салата, мислам дека не е коректно. Уште еднаш голема благодарност што и во 2009 и 2013 го поддржавте изборот на Гоце Трајановски како градоначалник на градот Скопје. Тоа што направил господинот Трајановски ќе остане за секогаш на услуга на граѓаните на градот Скопје. И училиштата, и булеварите, и сите оние објекти кои што се синоним за едно владење кое што значи градба и посветеност кон потребите на граѓаните, еве конкретно на градот Скопје. Но да се вратам на амандманот. Вие велите дека проблем е сега средствата и почитуваната заменичка министерка малце го измени својот став околу амандманот, мораме да бидеме искрени. Вие во првата реченица или првиот став ваш беше дека го отфрлате амандманот. Да бидеме коректни кон граѓаните кои што ја пратат оваа седница, вие сега велите не се согласувате, колку што ја можев да разберам, не се согласувате со средствата кои што се предвидени за овој амандман или за изградбата на овој булевар. Ако е до средствата, во ред, ние ќе се договориме овде, но треба да бидеме коректни кон граѓаните. И, господине Алими, ова не е дневна политика. Ова е потреба на граѓаните. Ова е потреба на стопанството, ова е потреба на луѓето кои што вработуваат граѓани на градот Скопје и на Република Македонија. Вие во тоа се, нели, во вашето предизборие го ветувавте на граѓаните, не само вие, и целото тоа мнозинство кое што денес е во владата на Република Македонија, и сте должни да обезбедите соодветни услови на тие стопанственици да го сочуваат прво во овие услови како што ги наметнувате својот бизнис, а барем тие најспособните да го прошируваат и да отвараат нови работни места. Така да нити е политика, а најмалку е политиканство, и ќе ве замолам да го повлечете тој дел од вашиот говор или реплика. И ако зборувате дека прво овој бил регионален пат, па сега е пат на градот или улица на градот Скопје, вие да вака. Ништо не е страшно дали таа улица или тој пат е дефиниран како регионален или како дел од уличната мрежа на градот Скопје. Ако е на градот Скопје, дајте да му помогнеме на градоначалникот на градот Скопје. Со средства од буџетот, и граѓаните на градот Скопје партиципирале во тој буџет, со средства од буџетот да обезбедиме средства затоа што не обезбедил градот или не можел да обезбеди, па ние како пратеници да овозможиме тоа што не може градот да го направи владата на Република Македонија. Пак ќе кажам, немојте да барате алиби заради алиби. Потребата и вие ја сваќате, важноста на проектот и вие ја веќе разбирате. Добро е што заменичката министерка веќе го согледува проблемот. Тешко име да го одбие амандманот и верувам дека ќе најдеме одредено решение ваму во комисијата. Ако 150 милиони денари се многу, почитувана заменичке, јас не сум економист, ниту сум градежен инженер, ниту пак архитект, колку вие мислите дека е потребно за да отпочне овој проект, еве нека се 100 милиони денари за почеток, нека бидат 100 милиони денари, но согледувајќи реализацијата на вашите капитални инвестиции и ланската година, да не зборувам за оваа година, јас сум убеден дека ние можеме да алоцираме средства за овој проект, но дека вие ќе го отпочнете проектот и дека ќе првите километри од овој или првите метри од овој пат ќе бидат направени во време кога вие практицирате власт, во тоа не само јас што се сомневам, се сомневаат и граѓаните и на градот Скопје и на Република Македонија. И да бидам конкретен, понудете средства колку вие мислите дека се потребни за почеток на овој проект, ние ќе ги прифатиме еве како опозиција, и ќе ве молам, господине Алими, не се трудете, не барајте алиби заради алиби, јасна е ситуацијата,
тешко ви е да го одбиете амандманот, јас ве разбирам, бидејќи тоа е потреба на сите граѓани на градот Скопје, особено на граѓаните од каде што вие барате довербата, и еве го решението, нека понуди заменичката министерка соодветни средства, нека не мора да бидат 150 милиони денари, но средства кои што ќе ги задолжиме администрациите во соодветните министерства да конечно го отпочнат овој проект и на тој начин фигуративно да му помогнеме на господинот Шилегов и на градот Скопје. Ви благодарам.